42 години производство и продадени повеќе од 17 милиони примероци. Тоа се зборовите кои се резервирани за Ford Fiesta. Инаку, производителот со Fiesta има големи планови и сака да остане во класата на оние мейнстрим, така наречени производители. Мейнстрим производители кои гледаат да стават апостроф на квалитетот и на класичниот изглед. Ако гледате Fiesta однапред, нема многу големи поместувања во однос на претходната. Маската на ладилникот е прилагодена на останатите модели од куќата, додека фаровите и се друго потсеќа на едно подобрување на претходната генерација. А што се однесува до задниот дел, тука се направени поголеми промени, бидејќи на претходната генерација стоп светлата беа вертикални, сега се хоризонтални. Со тоа Ford покажува дека се уште е поборник на класичниот пристап во дизајнот. Класичен е и просторот за гепекот. Тој има капацитет од 303 литри, не е меѓу најголемите во класата, но далеко е од тоа дека е меѓу најмалите. Едноставно, средните вредности на ова возило се силни. Во име на комфорот зголемени се димензиите и во должина и во ширина, но Ford носи една нова порака што се однесува до моторите. Тестираниот модел го задвижува 1,5 литрен TDCi мотор кој е еден од најпопуларните што се однесува до ова возило. Во внатрешноста Fiesta нуди нешто повеќе простор во однос на претходната генерација, но и идејата на внатрешниот дизајн е сосема поинаква. Сите инструменти, дури и манипулатори имаат помодерна нота, но сепак целата натрешност делува многу класично. Дел од модерните остварувања е големиот дисплеј кој го имаме на централната конзола. Тој не е ништо ново ниту во класата, ниту во автомобилската индустрија, но сепак за пофалба е неговата големина и неговата прегледност. Она што секогаш ми се допаѓало и ме одушевувало кај Ford се возните својства. Без оглед дали се работи за најмалиот или најголемиот автомобил од производителот. Fiesta секогаш била со спортски манири и имала спортски изведби, но не значи дека и оние во наводници, кажано, цивилните не се за пофалба што се однесува за возните својства. Вистинско уживање е да сте зад управувачот на Fiesta. Компактните димензии, но и прецизното управување го прават ова чувство уникатно. 1,5 литрениот TDCi мотор со 90 конски сили е одлична солуција за оваа каросерија. Неговата сила одлично се пренесува преку 6-степениот менувач, па така можете да ја возите Fiesta-та споро во висок пренос на менувачот или пак можете да ја возите на низок пренос на менувачот, но доста поагресивно. Во било кое сценарио одлично се снаоѓа каросеријата. Тука улога има и одличниот и прецизен управувач. Неговото функционирање е безпрекорно. Она што е типично за дизелите е малку погласното работење. Па во кабината на Fiesta
продира звукот на моторот, но тоа не е за осуда, бидејќи тоновите кои се пренесуваат во кабината се пристојни, резонантни и не ви прават нервоза. Но поголемиот број на купувачи на овој автомобил нема да го вози агресивно. Императив кај дизелите секогаш била економичноста. Па така и овој мотор се однесува. Неговата просечна потрошувачка е 5,5 литри на изминати 100 километри, што е вистинска вредност што се однесува до економичноста. Кај овој мајал автомобил многу ми се допаѓа агилноста. Фиестата секогаш ја имала таа нишка на агилност и на спортска нота на возење и секогаш, како што сега се забележува, лесно се кротела. Одлични возни својства, високо ниво на опременост и очекувана цена 18.000 евра чини овој модел во нивото на опременост титаниум. Јас како чест корисник на автомобилите од било кои марки и модели, можам да кажам дека ова ниво на опременост во Фиестата е одлично. Но конкуренцијата е немилосрдна. Другите модели од оваа класа, како што се Seat Ibiza, потоа Volkswagen Polo и да не ги набројувам понатаму, нудат слични нивоа на опременост, но со цената се многу блиску со Fiesta. Останува изборот на купувачите. Некој повеќе преферира подинамични имиња, некој повеќе преферира класични, некој пак спортски. Но што е да е, во оваа класа не може да очекувате чуда. Fiesta со својата корелација со возачот е несомнено во врвните изведби во класата. Цената е секогаш дискутабилна, но можете и да ја спуштите благодарение на вашите преговарачки способности. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање за 7 дена.